четврточно издание на регионалните вести. Веќе завршува третиот месец од почетокот на учебната година, но 20% од учебниците се уште ги нема во средните училишта. Дополнителни проблеми се и бројните технички грешки во содржините на учебниците. Учениците се изјасниле дека немаат соодветна литература, а учебниците спротивно на законските прописи се пренесуваат од ученик на ученик веќе пета година поред, велат од Сојузот на средношколци. Според нив на секој средношколец му недостасува од 2 до 3 учебника. Не постои корелација помеѓу наставните програми и наставните предмети. Учениците купуваат учебници од одредени професори и фотокопираат и покрај тоа што учебниците се бесплатни. Следствено на тоа, учениците до Сојуз на средношколци пријавиле одредени професори што продаваат учебници без истите да бидат рецензирани и лекторирани. Како оваа, така и претходните години од Министерството за образование се правдаат дека учебниците доцнат од училиштата не доставувале навреме список за замена и нивна достава, но нивните документи говорат дека до надлежното министерство имало доставено соодветен список на учебници. Доказ за ова состојба се барањата на училиштето за замена на учебниците што навреме ги доставиле до Министерство за образование и наука, кон ние располагаме за случајот што е спротивно со изјавите на Министерство за образование и наука, извештајот и барањето од средните училишта во Штип и барањето и извештајите од средните училишта во Гостивар, што тие велат дека на време го направат ова барање до МОН. Ако наскоро не се реши проблемот од Сојузот на средношколци, најавуваат бојкот на образовниот процес. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска во Тетово презентираа мерка за самовработување. Се работи за мерка за самовработување за која пари се обезбедени со ребаланс на буџетот. Со ова активна мерка, според Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска, ќе бидат отворени 460 бизниси. 81 бизнис ќе се воспостави во општина Тетово. И токму затоа овие доделувања ги започнавме од општината каде што има најмногу договори. Јас навистина сум среќна што Тетово оваа година покажа голема активност во аплицирање за мерките, за самовработување и воопшто за сите мерки, и затоа тоа дава резултати. Јас сум навистина среќна што овие апликанти, зависно дали се поединец или се двајца содружници, ќе добијат 5000 евра неповратни средства или ако се двајца 10.000 евра неповратни средства. И јас очекувам да тие придонесат кон намалување на невработеноста во државата, не само што ќе се само вработат и ќе станат основачи на одредена компанија, тие понатаму ќе се развиваат и јас сум сигурна дека ќе вработат и дополнителни и млади лица, но и лица кои што се невработени моментално во општина Тетово. Директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска рече дека тетовци се едни од најактивните и најзаинтересираните баратели на мерките за самовработување. Во општина Тетово имавме успешна реализација, досега се подпишани голем број договори, односно над 750 договори, во тек се уште активни мерките, напредни IT вештини. Ке го објавиме исто така повторно огласот за субвенционирање на плати, кој што на ниво на територија на Република Северна Македонија исто така покажа големи резултати и бараност од страна на работодавачите и невработените лица. Агенцијата за вработување останува поддршка на граѓаните, на невработените лица, како на оние што во иднина ќе аплицираат за мерки, така и на оние што се корисници на активните програми и мерки за вработување, бидејќи нашата цел не е само да се формира, да се регистрира еден бизнис, туку напротив да му помогнеме на невработеното лице да опстои, на сега вработеното лице да опстои бизнисот и да може во иднина да ги користи и новите мерки и политики за вработување. Јовановски Царовска, мерката за самовработување, ја презентираа пред граѓаните на Тетово, меѓу кои имаше и такви кои веќе ја добиле оваа мерка. Првично да изразам благодарност до владата, до UNDP за тие мерки што ги овозможивте, што се активни, што можеме да ги користиме. Се надеваме дека ќе бидеме успешни во нашата работа, во нашиот бизнис, ќе се потрудиме да ги реализираме нашите проекти, нашите сонови да бидат стварност. Уште едно благодарност до сите вие што ни овозможивте
да искористиме оваа мерка и се надеваме дека ова ќе биде стимул за другите, исто еве ќе ги повикам јавно, тие што ќе го видат ова, значи слободно нека се пријава, дека мислам дека секој ќе има некој дел добро или корист да речеме во себе. Презентациите на мерката за самовработување ќе продолжи во останатите градови во Македонија. Работна средба со градоначалникот на општина Брвеница денес оствари министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Тие извршија и увид на новата канализациона мрежа на која се работеше речиси 3 години. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески денеска ја посети Тетовска Брвеница. Тој оствари средба со градоначалникот Енвер Пајазити и представниците на Советот. Истакна дека бил информиран за сите проекти кои ги работи општината, а изврши увити на работата на канализационата мрежа. Претходно бев и од службите и од градоначалникот информиран за она што и во колкав временски период беше ова направено, со сите надминати проблеми се разбира. Имаме опфат на околу 4000 граѓани кои што треба да биде решено нивното прашање со изградбата на овој канализационен систем, така да се надевам дека и во наредниот период ќе продолжиме со истиот тип на активности. На канализационата мрежа во Брвеница се работи речиси 3 години. Градоначалникот Пајазити вели дека се надминати сите законски пречки, па проектот е веќе функционален. На овој колектор кој е некаде 4,4 километри е должината и низ село е преку 2,5 километра е главниот колектор на главниот пат и исто меѓу време во овој период имаме реализиране уште едно 2 до 2,5 километра секундарни и терцијарни мрежи низ село, така да добар дел од селото Брвеница и еден дел од Седларце веќе е приклучено и со ова што го пуштаме веќе овај претретман во употреба, кај што ќе се излева во реката Вардар позади нас, со голема одговорност можам да кажувам дека решивме еден голем горчлив проблем, кај што граѓаните од Брвенца и Седларце беа највише оптеретени со овој проблем, бидејќи подземјето е такво, има подземни води и секоја куќа имаше по 1, 2 и до 3 септички јами, овој проблем више е надминат. Сугарески истакна и дека Министерството за транспорт и врски преку Светската банка работи на повеќе од 20 проекти низ целата држава. Најави дека преку Европската инвестициона банка ќе се обезбедат дополнителни 50 милиони евра за да се решат преостанатите водоводни канализациони мрежи онаму каде што е најпотребно. Празникот на општина Гостивар повторно ќе се слави на 23 декември. Градоначалникот поднесе иницијатива за укинување на одлуката, донесена од претходното општинско раководство за промена на датумот. Советот на општина Гостивар ќе ја поништува одлуката со која во 2013 година се изврши промена на денот на општината од 23 декември на 29 јуни. Општински празник повторно ќе биде 23 декември, денот на конституирањето на првиот плуралистички совет. Градоначалникот на општина Гостивар до Советот поднесе иницијатива со предлог за поништување на одлуката од 27.12.2013 година, поради тоа што истата не е донесена во согласност со законот и одредбите на статутот на општина Гостивар. Со одлуката не е укинат членот 4 од статутот, ниту пак со таквата одлука може да има измени и дополнувања на статутот. Се вели во образложението на предлог одлуката, која ќе се најде пред советниците на седницата закажана за вторник. Промената во 2013-та ја направи општинското раководство предводено од тогашниот градоначалник Невзат Бејта, а датумот се поврзува со 29 јуни 1992 година, кога е одржана првата седница на општина Гостивар по првите локални избори од осамостојувањето на земјава. Поради имотно-правни односи, двајца жители на Шемшово нападнати од нивен соселанец. Албански државјанин повреден во сообраќајна незгода. Следува полицискиот билтен на СВР Тетова.
Вчера околу 16 часот и 30 минути во СВР Тетово, двајца жители на тетовското село Шемшово пријавиле дека околу 16 часот на нива во местноста Вардариште физички биле нападнати од 65 годишник од истото село, со кого подолго време имале нарушени односи околу сопственоста на нивата. Подоцна соселанецот самиот се пријавил во полициското оделение Јегуновце. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера околу 18 часот и 40 минути на улица Љуботенска во Тетово, патничко возило Volkswagen Polo со тетовски регистерски ознаки, управувано 24 годишник од Тетовска Мала Речица, удрило во 41 годишен државјанин на Република Албанија пешак. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. На 22, односно 23 октомври, во периодот од 22 до 4 часот, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, спровеле локална акцијска контрола за откривање возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол. Кај тројца од 43 контролирани возачи откриено е присуство на алкохол и изготвени им се соодветни поднесоци. При контролата исто така биле констатирани 29 други видови прекршоци, од кои 15 управување без возачка дозвола, 6 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања и други. За сите прекршоци поднесени се соодветни платни налози. Во контролните активности во Тетово пак реализирани вчера, откриени се 8 возачи без положен возачки испит, тројца возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 4 возила со истечена регистрација и 28 други видови прекршоци. Со 412 гласови за, 136 против и 30 воздржани, Европскиот парламент усвои резолуција во корис на започнување на пристапните преговори со Албанија и Северна Македонија. Резолуцијата, донесена од страна на Европскиот парламент, изразува разочарување од неуспехот на Европската Унија да ги отвори пристапните преговори за Албанија и Северна Македонија поради блокадата на Франција, Холандија и Данска, иако според проценката на Европскиот парламент, двете земји ги исполниле условите за нов чекор на патот кон евроинтеграциите. Се нагласува дека ваквата одлука од последниот самит е стратешка грешка, штетна за кредибилитетот на Европската Унија и испрача негативен сигнал до земјите кандидати во врска со добрососедските односи, како и дека отвара врата за други влијанија во регионот. Европскиот парламент жали што одлуката на Европскиот совет да не ги започне преговорите за пристапување со Скопје и Тирана ги подкопува напорите што ги вложил парламентот во процесот на проширување и стратегијата за Западен Балкан. Фестивалот за детски песни и болчиња по 24 пат ќе се одржи во сабота во Тетово. 24-тото издание на Фестивалот за детски песни и болчиња ќе се одржи на 26 октомври во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово, со почеток во 19 часот и 30 минути. Тетовската, но и скопската публика ќе има можност да ужива во настапите на 16 деца. Најголем број од децата се од Скопје, додека 5 од нив се тетовци. Текстовите ги изработи Слободанка Ничевска од Националната опера и балет. Мене многу ми се допаѓа како расте фестивалот, се во погорни нивоа. Посебно ми е драго затоа што некако сите песнички се претопија и сите дечиња си го добија правиот лик, благодарение посебно и на уметничкиот и музички директор и композиторот Никола Димовски Тамница, затоа што он ги оживува со аранжманот и музиките и текстовите секако мои, така да сите дечиња некако си добија некој уникатен изглед во песничките. Подготовките за фестивалот траат веќе неколку месеци. Подготовките
се индивидуални, секако во зависност од ангажманите на децата, нели, во текот на школската година, меѓутоа подготовките конкретно за песните траат неколку месеци уназад, затоа што прво е потребно да се направат текстовите, музиката, дечињата да го снимат тоа, сето тоа убаво да се изаранжира, да се снимат пратечи вокали, хорче да се сними нели во позадина за песничките. Учеството на детски фестивал има голем број позитивни страни за секое дете. Многу мотивирачки делува за дечињата, потоа сите ќе го доживеат моментот што значи сцена, што значи да се соочи со публика, со настап, тремата да ја контролира, секако колку и ние да ги гледаме дека дечињата се дечиња и детски гледаат на работите, мислам дека не е така од психолошки гледан аспект. Секој детенце си чувствува нели внатрешно и трема и одговорност само за себе, дополнително затоа што знам дека и голем број од родителите очекуваат од децата да бидат нели и да покажат највеќе што знаат. Фестивалот за детски песни и јаболчиња е основан во 1996 година во Тетово. На него имаат учествувано повеќе од 600 учесници, како соло пејачи и над 10.000 хористи. Половичен успех за тетовските екипи во вонредното 11-то коло на првата македонска фудбалска лига. Шкендија го совлада Силекс, додека Ренова беше поразена од Струга. Младинците на Шкендија со реми против Динамо Киев го завршија настапот во Лигата на шампионите. Вчера се одиграа надпреварите од вонредното 11-то коло на првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Шкендија забележаа убедлива победа на домашен терен против Кратовски Силекс со 3:0. Резултатот го отвори бразилецот Фелипе во 31-та минута со прекрасен погодок од слободен удар. Во 57-та минута беше 2:0 за Шкендија со голот на Мици, додека конечните 3:0 беа поставени во 78-та минута, кога Благоевиќ после една несмисла интервенција си постигна автогол. Ова воедно беше и дебитантска победа за новиот тренер на Шкендија Ернест Џока, кој минатото коло неочекувано загуби на домашен терен од Академија Пандев. Екипата на Ренова забележа пораз од 1:0 на гостувањето кај Струга Тримљум. Единствениот погодок за домашната екипа беше дело на Драгарски во 54-та минута. Надпреварот го одбележа големиот број на картони кои ги покажа главниот судија Петар Мантев, односно 11 жолти и 1 црвен, како и на моменти тензичната атмосфера. На останатите 3 надпревари од 11-тото коло беа постигнати следниви резултати. Академија Пандев Македонија Ѓорче Петров 4:0, Шкупи Работнички 2:0 и Вардар Борец исто така 2:0. На табелата Академија Пандев и Вардар имаат по 24 бодови. Следуваат Шкупи и Македонија Ѓорче Петров со по 16, додека Шкендија и Струга имаат по 14 поени. Ренова е на 7-та позиција со 13 бодови. Првенството продолжува веќе викендов, кога ќе се одиграат надпреварите од 12-тото коло. Ренова на домашен терен ќе го пречека Шкупи, додека Шкендија ќе гостува во Ѓорче Петров против Македонија. Младите фудбалери на Шкендија со реми 2:2 против Динамо од Киев го завршија настапот во Младинската лига на шампиони. Тетовци на првиот надпревар загубија со убедливи 8:0, па така реваншот беше само формалност. Шкендија дојде во водство во 25-та минута преку погодокот на Гаши, кој одлично истрча една контра како од учебниците и прецизно стрелаше во голот на Динамо Киев. Гостите од Украина израмнија на стартот на вториот дел, односно во 52-та минута. Велетен центрираше од десната страна, а голманот на Шкендија Амзај, засметан од силното сонце, но и од еден противнички фудбалер, ја испушти топката од раце и таа заврши во неговиот гол. Во 90-та минута Динамо дојде во водство преку Волошин од пенал, а Шкендија израмни во третата минута од судиското продолжение на надпреварот. Судијата Хамити од Албанија досуди пенал за тетовци, но голманот на гостите го одбрани ударот на Реджепи. Сепак на одбиената топка натрча Спахију и прецизно стрелаше, со што го постави конечниот резултат на овој надпревар 2:2. Шкендија во Младинската лига на шампиони настапи како најдобар клуб од минатата сезона во младинските категории. Така и во тековната сезона, бидејќи Шкендија е лидер на табелата после 6 одиграни кола со ефектот 5 победи и 1 нерешен резултат.
Времето денес беше сончево и топло со слаб ветер од југоисточен правец. Температурата беше во интервал од 8 до 24 степени. Времето утре ќе биде сончево, во текот на денот топло со слаб ветер претежно од источен правец. Температурата ќе биде во интервал од 8 до 24 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!